И официјално добро утро и добре дојдовте во овој прв работен ден во првото издание на Нова Биз за оваа недела. Денес е 13 март, 72-иот ден од годината. Имаме убава причина да останете во следните 15 на минути со нас. Како што знаеме, се ближи изборот за најубава песна во Европа, која ќе биде одбрана на музичкиот спектакл наречен Евровизија. Од 9 па се до 13 мај домаќин на 43 земји учеснички ќе биде градот Киев. И ние на домашен терен ја одбравме нашата представничка и песната со која ќе настапиме на сцената во Киев. Станува збор за Dance Alone. Е песната со која Јана Бурчевска ќе ги брани боите на Македонија. Македонија свое представување ќе има на втората полуфинална вечер на 11 мај, а јас се надевам дека ќе ја видиме и на 13 во финалната вечер. Зошто да не, нели Јана? Се надевам и јас. И официјално добри дојде во студиото на телевизија Нова, во Нова Биз. Најнапред да не запознаеш со тимот кој работеше на песната, кој ја направи песната да звучи така светски. Барем тоа се првичните впечатоци. Ви благодарам на комплиментите. Пред се исто така да се заблагодарам и за поканата, како што чув, ова е прво издание на емисијата. Да, баш ми е мило. За денеска. За денеска, добро. Да не се разбираме погрешно. Следуваат уште 2. Да, добро, одлично. Што се однесува до тимот, евровизискиот тим на домашен терен е многу добро познат, односно делегацијата од Македонската радиотелевизија. Песната е интернационален производ. Апсолутно се вклопува со мотото на Евровизија оваа година, Celebrate Diversity, значи имаме дел од тимот од Шведска, дел од тимот од Бугарија со дејствување во Австрија, значи многу е шаренолика таа слика. Од авторите би ги издвоила Јоаким Персен и Борислав Миланов, до кој упаќам посебен поздрав, затоа што тој е оној кој ги поврзе сите вклучни фактори кои не доведоа до вака квалитетен производ. А видеозаписот се снимаше во Софија? Видеозаписот, да, се снимаше во Бојана филм во Софија. Тоа е филмски град за оние поупатените во филмот, веќе многу позната дестинација. Работевме со филмска екипа, во филмско студио, мислам фантастично искуство за мене. Како за прво, па уште нели поголема важност добива. Беше работен спотот еден ден. Бабичката одлично се снајде во својата улога. Исто така благодарност до тимот таму во Бојана филм кој што и даде фактички живот на песната. А кој беше режисер на спотот? Сергеј Желеско. Дечко од Русија. Јана се изненади кога ти се јави Мири Попови, кога ти кажа, кога ти извести дека токму ти ќе представуваш Македонија на Евровизија оваа година. Да, мислам дека треба да поразговарате со тимот во Македонската радиотелевизија на оваа тема, колку бев збунета и изненадена. Меѓутоа, нормално со текот на времето се по-силно го загризувам предизвикот. Така. Изненадена си од композицијата? Кога ја слушна како звучи, од реакциите од страна на новинарите од странство, бидејќи постојано одговараш на интервјуа? Така, да. Изненадена сум многу од тоа како е прифатена песната од многу широка публика. Мислам, лично кога ја чув, јас знаев дека да, ова е песна што ми се допаѓа и е супер кул. Меѓутоа, по промоцијата на спотот во петокот, бев преплавена и интернетот општо е преплавен со позитивни коментари за песната, за спотот, за Македонија, за Евровизија. Мислам, во многу оние, како да ги наречам, евровизиски обложувалници котираме во првите 5, во првите 3, не знам до каде ќе ескалира ова. Така, колку влие на самиот настап на изведувачот сите овие реакции или накратко како ќе ти испратат од дома? Па во секој случај е подобро кога од дома те испраќаат со позитивни вибрации. Нели во споредба со вообичаените негативни коментари на домашен терен. Скептицизам. Скептицизам, да, одличен термин. Иако на Евровизија, да не се лажеме, многу фактори влијаат. Да, одличен термин скептицизам. Мислам дека сега не мислам, туку тврдам сега за сега нема некој тежок негативен коментар околу песната. Така, во секој случај е песна која ќе се врти и долго после Евровизија. Тоа ми беше и мене почетната цел, не би рекла цел, туку почетен критериум. Ми беше песната сама по себе како песна да е добра, а понатаму за пласманот евровизиски, нели,
повеќе фактори се, треба да се работи на сценски настап. Тука ќе ни помогне Амбра Сучи, инаку кореографка од Шведска, која се прослави со својата кореографија на победничката Лорин со Јуфорија. Така, за стајлингот кој ќе се погрижи? За стајлингот мојата омилена Антонија Ристовска. И тука јас би ти се заблагодарила за денешното гостување во Нова Бис. Ќе ти посакам многу среќа. 11 мај датумот на кој треба да ги стискате палците за Јана Бурчевска, а како што реков се надевам дека ќе те видиме и во финалната вечер на 13 мај, Јана. Ви благодарам на убавите желби. Така, сконцентрирај се ти во секој случај на настапот, исходот и без големи очекувања секако, нели, кога станува збор за Евровизија, бидејќи секоја година има големи изненадувања, барем на овој фестивал. Да, не се знае. Предизвик е во секој случај за една млада личност како тебе, во својата биографија да го запише овој настап. Ти благодарам уште еднаш.